14 часот и 20 на минути, почитувани гледачи, се наоѓаме на локалитетот кај Дабот, во непосредна близина на манастирот Свети Илија. Од попладне, ова излетничко место се очекува да биде преполно со излетници, со верници кои од вечерните часови па до утре попладне ќе го празнуваат Илинден, националниот празник на македонскиот народ, меѓутоа и храмот на манастирот Свети Илија. Здравко Данилов е председател на црковниот одбор, со него ќе разговараме за тоа како течат подготовки. Очекувате ли многу гости? Па да, спремаме се више една недела и се дотерано, па гости сигурно 2-3 доле не са. Нема да видат, да. Кога попладнево доаѓа тебе сега е веќе 2 часот поминува? Околу 3-4 сада кога си доаѓаат од работа. Значи почуваат да доаѓаат. Да, доаѓаат. Доаѓаат цели семејства? Цели семејства, цели околчански крај има и од Паланка, од Скопје доаѓаат луѓе, од Пробишти, да. Цела ноќ ли престојуваат овде? Па некои си одат, некои остануваат. Па доаѓаат утреден. Да. Еве, прекрасните предели овде се веќе подготвени, има доста ладовина, зеленило. Колку успевате еве да одржите оваа убава природа овде? Па тешко, многу голема суша. Ама јас сум и одржавач тука. Јас сум и ден и ноќ тука. И па е добро е, гледаме највише за дрвцата да не се исушат и теренот да го изчистиме, да го дотераме. Еве теренот е чист, пределот прекрасен и ги очекува гостите да пристигнат овде. Што вечерва ќе им нудите еве за јадење, каква манастирска манџа ќе подготвите? За вечер постна манастирска манџа, да. А за утре грабче и имаме 2 овна курбан се стија и плюс јагниња што донасат. Значи 4 котли и други тенџериња ќе полни со јадење. Да, утре 5. Утре 5 котли. Да. Утре е и храмот на манастирот Свети Илија, очекувате верници, свештеници, свештенослужители? Да, и утре ќе има и многу народ. Понатаму и празник, државен празник, 2 август. И гледаме да угодиме на луѓето, да бидеме призидни да не види. Да, ќе доаѓаат ли црковни свештенослужители? Поканивте ли? Да, поканивме. Па треба да дојдат. Да, иако тие малку виселути, нели? Да. Треба да дојдат и ќе дојдат сигурно, ќе дојдат. Да. Па нема ни се договориме со ништо рече, они тоа. По нивниот тер ќе се направи богослужба, ќе бидат верниците овде, ќе се палат свеќи. Па да, они се беа малку наделе за некои свеќи беа ми зимале. Па тај си има исто Да, кај вас одлучува црковниот одбор за тоа што ќе правите? Да. Сигурно. На крајот, по растурањето на манастирската слава утре, ќе го продадете и црковниот дар и ќе обезбедите дополнителни средства. Да. Се што има дар, се продаде. Посакувам многу гости, да ве послужи времето и народот да биде задоволен. Благодарам.